Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Председателот на САД денеска заминува на ново 3-дневно патување, овој пат низ американскиот запад, промовирајќи нова стратегија за стимулирање на економијата. За овие програми нема да треба конгресно одобрување. Започнуваме со вестите. Председателот денес патува за Лас Вегас во Невада за да ја објави иницијативата за помош на собствениците на домови да ги рефинансираат нивните стамбени кредити. Лас Вегас е еден од најтешко погодените пазари за недвижнини во САД. Во 3 дена на патување Обама планира за станување уште во Колорадо и Калифорнија. Американски и севернокорејски дипломати денес започнаа дводневни разговори во Женева, Швајцарија, за рестартирање на 6-партитните преговори за нуклеарната програма на Пјонкјанг. Вашингтонскиот став е дека Пјонкјанг мора да престане со збогатување на ураниум и мора да им дозволи на инспекторите на Обединетите нации да влезат во земјата. Северна Кореја вели дека за продолжување на преговорите без поставување предуслови. Американскиот секретар за одбрана Леон Панета на американските сили во Јапонија денес им кажа дека САД се определени за одржување и за јакнување на военото присуство во Азија. Тој стигна во Токио откако пренесе слична порака на министрите на Јужна Азија во Индонезија. Американскиот комичар Вил Ферел е почестен со 14-тата годишна награда за американски хумор Марк Твен. Ферел доби слава со играње на ликот на председателот Џорџ Буш на телевизиското шоу Сабота навечер во живо и ја доби наградата синојке во Вашингтон. Гласот на Америка ви подарува компјутер. Кликнете ми се допаѓа на нашата Facebook страница за да влезете во избор за бесплатен iPad 2. Добитникот ќе го објавиме на 15 ноември. Транзиционите лидери на Либија вчера објавија крај на 8-месечната револуција, по падот на последното упориште на поранешната влада и смртта на поранешниот лидер Муамар Гадафи. За овој голем ден за Либија имаме извештај од Триполи. Радосни либици се собраа на јавните плоштади како овој во Триполи со весели извици и веење на новото либиско знаме. Тие овде дојдоа да се приклучат од далеку на официјалната церемонија во Бенгази, град на исток што одигра клучна улога во востанието. Таму официјалните лица објавија крај на револуцијата и почеток на она што сега овде се нарекува Слободна Либија. Лидерот на Националниот транзиционен совет Мустафа Абдел Џалил им се заблагодари на групата борци кои ги поразија силите на Муамар Гадафи кој раководеше со Либија 42 години. Џалил кажа дека основа на правото во земјата ќе биде исламскиот закон, според кој банките нема да можат да наплатуваат интерес и на мажите им се дозволува да имаат до 4 жени без барање дозвола од првата сопруга. Не е јасно како ова ќе биде прифатено од обичните либици, меѓу кои жените, од кои многу помогнаа во револуцијата и излегоа да ја прослават победата. Еве како некои од присутните на плоштадот на мачениците во Триполи гледаат неднината. Либија сега е слободна. Свртевме нова страница без Муамар Гадафи. Тука сум да ја прославиме победата против режимот на Гадафи и да им заблагодариме на браќата и сестрите кои ги дадоа животите за нас да дишеме слободно. Ова е ден од кој ќе почнеме да ја градиме Либија камен по камен и ќе обезбедиме да оди по прав пат. Ова беше последно од серијата прослави на либиците за одбележување на падот на Триполи во август и смртта на Гадафи минатиот четврток. Многу ги донесоа децата да бидат дел од прославата. Групата со одушевување гледаше на бунтовничките борци. Едно дете му даде цвет на еден војник кој го остави на пушката како многумина во светот како символ на мир. Во сегашното економско опаѓање, многу американски училишта воведуваат нов предмет во наставата – финансиска писменост. Ако мислите дека учениците седат во клупи и наставникот предава, треба да го погледнете следниот прилог. Ќе ви покажеме како функционира една од тие програми во Вирџинија. Овие млади луѓе изгледа како да се во трговски центар, но всушност во немање подобар термин може да се каже дека се на настава во природа.
Финансиски парк е специјална установа каде ученици го применуваат тоа што го научиле од книги за менаџирање на парите. Тие практично стануваат возрастни за еден ден. Алис Рајли е координатор за училиштата на општината Ферфакс. Од нив се бара да направат буџет за 18 линии на трошоци, комунали, осигурување, храна, станарина, такви работи. Секоја точка од буџетот е представена со излог, каде има листа на опции што ќе решат да купат е во релација со примањата и големината на семејството што е запишано на картичка. Има и тигер за акции, така што учениците имаат увид во нивното портфолио. Овој објект е отворен минатата година. 15 е поред, изграден последнава деценија од непрофитната организација Junior Achievement USA, што е посветена на подготвување на млади луѓе за финансиски успех. Председател на огранокот од Вашингтон е Ед Грениер. Побарувачката на вакви финансиски паркови значително порасна, во тек е изградба и планирање на уште неколку. Секој осмоделенец овде ќе мине еден ден. 13 годишната Сем вели дека научила важна лекција. Немав поем колку е се скапо. Ентони исто така 13 годишник едва чека да им каже на родителите што научи. Ќе им кажам дека сакам уште малку да останам дете и дека не брзам да станам возрасен. Вирџинија е една од 13 сојузни држави во Соединетите Американски држави каде клас за финансиско образование е задолжително. Без тоа нема свидетелство. Децата учат како да се справуваат со буџетот, но постарите лица кои знаат како тоа се прави, немаат буџет. Утре ќе зборуваме за невработеноста на постарите лица и за еден инвентивен начин тие да се вработат. Утре во Newsflash. Сакате да изнајмите баба? Нема проблем. Има агенција и за тоа. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И не заборавајте да кликнете ми се допаѓа на нашата Facebook страница за можноста да добиете iPad 2. А на нашата веб страница ќе најдете се што не влезе во емисијава. Ве чекаме овде и утре. До гледање.